земјоделски производи и неопходно е изградба на еден таков регион. Ова идеја веќе функционира повеќе години, актуелна е, меѓутоа никако не една влада до сега не успеа да ја реализира. Еве сега владата на ВМРО ДПМН и коалицијата ќе успеат, ќе почнат со негова реализација. Веќе парите се алоцирани од 5,35 милиони денари. Ќе се ангажира консултантска компанија која ќе се грижи околу изработка на проектно-техничка документација, изведба на овој проект и надзор и негов надзор, така да земјоделците во нашиот регион ќе имаат можност да ги оскладираат своето производство, ќе имаме систем за ладење, пакување се по европските стандарди, за да може нивните производи да добијат додатна вредност и секако ова е еден сериозен чекор во борбата против зелената мафија. По динамиката на Светска банка, овој проект би требало да се реализира до крајот на 2027 година, што е уште една додатна вредност за инвестирање на владата на Република Македонија во нашата општина. Ово е голем проект кој ќе ги подобри условите на земјоделците во нивната производство на земјоделските производи. Меѓутоа, покрај овој проект би сакал да кажам дека владата на Република Македонија во нашата општина во вториот јавен повик инвестира 7 милиони евра, и што е сериозна финансиска помош за општина Струмица, со кои ќе се реализираат многу проекти кои ќе бидат од интерес на граѓаните, ќе ги подобрат условите за живот на нашите граѓани и заедно со пропуштените 3 милиони евра во првиот јавен повик поради неспособноста на локалната власт на чело со Костадин Костадинов, кои беа пропуштени да се искористат, владата на Република Македонија обезбеди околу 10 милиони евра помош за општина Струмица, што е сериозна финансиска помош, што никогаш во 20 годишно владење со Струмица од страна на СДСМ и Зоран Заев никогаш нема обезбедени вакви средства за толку краток период. И ова се средства кои ќе бидат инвестирани за сите граѓани во општина Струмица, што е од друга страна како доказ дека тврдењата на градоначалникот Костадин Костадинов дека во првиот јавен повик било селективно делењето на помошта од финансирањето на капитални локални инфраструктурни проекти паѓа во вода. Се гледа дека владата се грижи за сите општини без разлика дали се од ВМРО ДПМН или од друга партија. Благодарам.